Што береш тука во ова време вака облечена, Несрин? Јас излегов да го видам господинот Керим. Зошто? Не изгледаше добро. Ке го прашав дали случајно му треба нешто. Затоа. Не изгледаше добро? Видете, јас бев во кујна, потоа слушнав некои гласови и дојдов тука. Господин Керим многу тешко ги качуваше скалите. Сам со себе зборуваше? Се разбира дека не знам дали сам со себе зборуваше. Само слушнав гласови и затоа дојдов. После се загрижив за него и отидов до неговата соба. Ми беше непријатно да влезам. Видов дека светлото беше изгасено и не сакав да го вознемирувам ако веќе спие. Селда, ти оди види што му било на Керим. Девојки, ајде, и вие во вашата соба. Туба, ајде. Туба, ајде. Ти, вака ли се шеташ по куќата? Не, никако. Ако не верувате, прашајте ја госпоѓа Мерием, дури ни до кујна вака не излегувам. Вака излегов мислејќи дека нема никој веќе. Затоа. Добро. Ајде во својата соба. Секако. Немаше никој, но знаеше дека Керим е дома. Керим, добар ли си? Ако го изгазнеш светлото, ќе бидам многу подобро, Селда. Ке се навикнеш. Ке ми кажеш ли што се случи тука, Керим? Само малку ме боли главата и тоа е се. Ти пиеше, така? Да, пиев. Има нешто лошо? Не, душо. Само така прашав. Само така си прашала. Ти никогаш не прашуваш само, или ги обвинуваш луѓето, или ги осудуваш за нивните постапки. Тоа ми е јасно. Јас се не правам таква нешто. Правиш. И толку многу контролираш што ги тераш луѓето да бидат исти како тебе. И знаеш, свесна си дека го правиш тоа. Да бев таква, немаше сега да разговараме за ова. Да те сменев немаше вака пијан. Да излегуваш пред една наша слугинка доле, облечена така оскудно во едно тенко фустанче. Ете, токму тоа е твојот проблем, Селда. Ако не ги промениш луѓето, ти си несреќна и нервозна си. А јас тука ќе се шетам како сакам, бидејќи овде каде што живееме е мојот дом. Дали ме разбра, дали сум јасен, се ова е мое. Ти имаш 3 деца на кои треба да им бидеш пример. Не смееш да се опушташ. Селда, јас цел живот ништо не направив за да ги засрамам моите деца. Ништо лошо немам направено. Молчи, ке те слушнат. Кому му е гајле за мене, а? Те молам, Керим, ке замолчиш ли малку, жити Господ? Повели, бато. Благодарам да си жив. Сега, бато, Аќев измислува. Можно ли е такво нешто? Тие сите со децата во една куќа. И Фатма таму да живее, нема шанси. Мислев дека не знаеш каде живее Несрин. Не знаев. Јас сега дознав од тебе. Работеле во куќата на Керим. Не сакав јас да им се мешам. Откако умре татко ми, толку работи се случија што не стигнав да го жалам. Па да. Кога разбрав, си помислив, ако ги донесам тука, што ќе правам? Што? Со викање ќе ги донесам тука, потоа секој ден кавги, тепање, навредување, на крај не ќе можам да се контролирам, ќе им направам нешто.
Во право си, братче, во право. Добро, ако и се работи, нека работи кај сака. Нека крши глава. Добро. Да ти кажам право, ми здодеа веќе да се расправам јас со Несрин. Се уморив. Така е. Сега ти, кажи ми мене, Акив, од каде знае каде работи Несрин? Не знам. Ми рече извести ме. И јас одејќи дома сакав да му кажам. Ете, гледаш ли? Се уште мисли на Несрин. Се уште трча по неа. Ете, гледаш, бато? Ова е особено проблем на Честа. Толку работи се случија, тој се уште оди по девојката. Ете, ова е проблем на Честа. Очигледно оваа султан е полоша од сите. Добро што не продолжи. Сигурна сум дека после ова постојано ќе ме гледа. Морам да бидам повнимателна. Несрин, Јас сум мама. дојдо Али. Дојдоа Господ да ги казни. Што се случи? Нема ништо. Ајде, добра ноќ. Добра ноќ. Сега си многу нервозен и пијан, затоа те молам. Утре наутро да разговараме за ова смирено. Јас не сум пијан. Со жалење ти кажувам дека си пијан. Освен тоа си бесен и само викаш, а јас треба да сум бесна, бидејќи слугинката излезе од собата на мојот пијан маж облечена во секси облека. Грешен си, ете, грешен си, и затоа постојано мене ме критикуваш. О, Селда. Ама каде ќе одиш сега? Очигледно има некоја, затоа постојано ме критикува мене. А освен тој герданот на Несрин и одсаканиот. Мисли дека јас не разбирам. На сите ни беше жал за тоа што ти се случи, Џунет. Ти не си таков. Млад човек, кому ова би му се случило? Како и да се случи, ете. Што да правам? И тој твојот газда бил нечесник. Толку години работиш кај него, тој не требаше да направи ваква грешка. Па, всушност човекот и немаше некоја вина, брате. Што значи тоа, Џунет? Нема тука и или, знаеш. Газдата се пожали од мене, ама имаше право, затоа јас го направив истото. Ама види бе, братче, што се погледнувате, јас го зедов златото и го однесов на Несрин и целото мало зборува за ова. Зошто се однесувате како да не знаете за тоа? Не ве разбирам. Да, тоа е така, но јас слушнав и навистина не поверував. Боре, каква бега е оваа Несрин, бе! А добрите луѓе само жена може да ги расипе. Што ти е проблемот? Како зборуваш ти така? Значи, после се што ти се случи, ти пак ја браниш таа жена. Како разговараш ти со мене, бе, а? А? Што се лутиш, бе, ја? Ние за твое добро зборуваме овде. Слушај, му немој случајно ни името да ја го спомнеш на Несрин. Дали сум јасен? Нема лошо да зборуваш за неа. Полека, смирете се. Јас тебе за човек те сметав, бе. Се прави ли вака за една жена? Бе, ќе ти покажам јас тебе. Полека, смирете се. Зборувај Јас како тебе човек. за човек те сметав. Се прави ли вака за една развратничка? Тоа што го доживеав со Несрин е помеѓу мене и неа и никој не треба да се интересира за тоа, дали сум јасен? И ова треба секој да го знае. Слободно пренесете, ќе го изгорам секој што ќе зборува против неа. Остави го, бе, ајде. Не вреди за него ваква работа. Не вреди човек да биде добар за него. Се уште Несрин вели или ја брани. Нечестник. Ајде. Фатма, мери.
Извинете, господје Меријем, бога ми сум се успала. Неколку дена многу сум исцрпена некако. И сноштите немаше кога дојдовме, рано ли си легна? Ти реков ете не знам зошто, но многу сум уморна. Појадокот за надвор ли ќе го подготвиме? Да, и пек ќе подготвува масата. Ти што правиш? Палачинки. Добро, тогаш јас ќе ти помогнам. Нема потреба, последната ја правам. Ти можеш домативе да ги измиеш. Сношти кога се вративме, Несрин беше будна. Доаѓаше од горе, од собата на господинот Керим. Што има лошо во тоа? Беше во ноќница. Особено господјата Султан многу се налоти. Воопшто не сака такви работи. Што е тоа толку погрешно ако имала ноќница, господјо Меријем? Но изгледа во оваа куќа сите лошо пак ќе бараат. Кој да беше немаше да му се допадне. Ти што сакаш да кажеш, господјо Меријем? Ако керка ми се шета со ноќница, господинот Керем ли сака да го заведе, тоа ли сакаш да го кажеш, а? Овие невредени со добро да се опоменуваат. Мамо, многу ме боли главата. Те молам не прашувај зашто овде имам легнато во ред. Зошто ти повторно правиш домашните да ме опоменуваат? Што ли сум направила сега? Зошто се шетала со ноќница на полноќ? Утрова што ме отвори, в очи се соочи со острите зборови на господја Меријем. Ама, но вие колку зборуваат. На Меријем ли остана да каже што ќе облекувам јас? Да ти кажам нешто. Таа жена веројатно нешто чувствува за Керим. Сигурна сум. Не ли гледаш? Дури повеќе се лути од онаа Селда. Не зборавај глупости. Наскоро ќе дојде господја Селда и ќе зборува со тебе, Керко, зашто ти Добро, ќе ме прашаш зошто се шетав по ноќница. Очигледно денес многу луѓе истото ќе ме прашаат, ама не е како што мислиш, после се ќе ти раскажам на вистина. Добро. Ама ако не е како што мислам, раскажи ми што побргу за да можам да те бранам ако те нападнат. Керим, толку години сте во брак, до сега не сум ве видела олку неспокојни. Во што е проблемот, сине? Нема никаков проблем. Тогаш зошто тука се будиш? Сношти испив неколку чашки со еден пријател и за да не ја вознемирувам Селда, дојдов овде да легнам и сум заспал овде. Вашите гласови, полни со бес, се слушаа по целата куќа. Ти сега ми испрашуваш ли мене, мамо? Не те распрашувам, сине. Само сакам да помогнам ако имате некој проблем. Нема никаков проблем, мамо. Ма и да има, не верувам дека многу ќе те засега тоа, верувај ми, дури и ќе се радуваш. Бидејќи, знам дека не ја сакаш Селда. Тоа ми е јасно уште од самиот почеток, мамо. Кажав ли јас такво нешто до сега, кажи ми? Не кажа. Не кажа, ама го покажуваш тоа со однесувањето и критикувањето, мамо, нели е така, грешам? Сакањето е друго, критикувањето е друго. Се разбира дека ќе ја критикувам што постојано ја брани Хандан, но тоа не значи дека јас би се радувала на вашите брачни проблеми, синко. Толку години сте венчани вие, сине, имате 3 големи деца. Ви личи ли такво викање, душо? Добро, мамо, разбрав што сакаш да кажеш. Значи, ако има проблем, ништо да не зборуваме и да го прифатиме тоа, така ли? Тоа ме советуваш, навистина? Тоа да го правам? Како можеш тоа да го кажеш? Јас толку ли сум неразбрана жена? Сине, велам ако имате некој проблем да го решите меѓу себе без викање, толку. Мамо, најпосле и јас сум човек. Не можеш да очекуваш секогаш да се воздржувам, освен тоа, ти мислиш дека јас никогаш нема да се расправам во својата куќа со сопствената жена?
Ај, Несрин, колку е убаво ова, Кирко. Ај, немав приметено во темнината, ај. Сакам многу вакви работи. Ако ми остануваат пари, секогаш сакам да одам да си купувам вакви работи. Мамино, и јас знам дека ти го заслужуваш неубавото, ама знаеш во каква состојба сме. Имаш право. Ова го купив од парите што ги зедов од колата на глупавиот Акив. Да не беа ти, не ке можев. Ај, душо моја, Кирко, види што ќе ти речам. Бога ми, не велам дека си ми керка. Многу си убава, многу си убава. Ај, дај Боже да бидеш паметна и убаво да се омажиш. И тогаш ќе добиеш се што ќе посакаш. Но ако одиш кај некој никаквец, ништо од тоа нема да се оствари. Ај, мамо, ти Бога, каква работа имам јас со такви луѓе? Ај, Господе, дај Боже, замисли. Ај, леле си се омажила за некој богат, живееш во луксус. Не ти се мешат ни што облекуваш, ни што кажуваш. Дај Боже, машала. Очигледно е дека си многу потиштен во последно време. Но имаш право, тоа е нормално. Еден човек умре за да те спаси тебе, синко. Одговорноста за неговото семејство и чувството на кривица се е на твојот товар. Мамо, јас не сум човек со слаб карактер и не сум некој што пие и прави проблеми, ама испив неколку чашки и ете премногу бучава се крена. Само тоа ме нервира. И тоа е се, верувај ми, навистина. Во ред. Може сега со твоја дозвола да одам да се истоширам пред појадокот? Добро. Мора да има некој голем проблем. Никогаш не сум го видела да се однесува толку затворено кон Селда. Добро утро, господине Керим. Добро утро, Несрин. Добро утро. Добро утро, девојки. Тато, добро ли си? Добро сум. Изгледаш малку уморно. После баба и сега вас ви дојде редот, така ли? Многу ви благодарам, навистина, браво. Каде е баба ми? Во работната соба кај мене. Ало? Сакам да те видам, Несрин. Денес не можам да излезам, Џунејд, односно не можам да земам дозвола. Несрин, сакам денес да те видам тебе, дали сум јасен? Добро, Џунејд, смири се. Ќе се обидам да направам нешто. Во ред ли? Не се обидувај, Несрин, само направи го тоа, направи го! Ти уште ли зборуваш со таа безсрамница? Сине, ти нема ли да се опаметиш веќе? Засрами се, таа девојка те набеди и те испрати во затвор, те обележаа како крадец. Ти се уште како пес трчаш по неа, така ли? Мамо! Зедов пари од лихвари да те извадам од затвор, а ако не платиме, ќе загубиме се што имаме, а ти се уште трчаш по таа безсрамничка. Масата е подготвена, тетка Меријам. Добро, Ипек. Сега измеѓу доматите и сечи ги. Фатма требаше тоа да го направи, но се изгуби. Во ред. Сношти кога дојдовме те немаше. Рано ли отиде во собата? Да, отидов да учам, но сум заспала по тоа. Нели ќе го подготвеше јадењето на господинот Керим? Господинот Керим не се појави на јадење и Несрин ми рече јас да одам дека таа ќе подготви. Несрин ли те испрати во соба? Да? Ипек, кога јас ќе те замолам тебе да направиш нешто, требаш ти да го направиш тоа. Нешто лошо ли се случи, тето Меријам?
Несрен ли нешто направи? Не, ипек нема ништо. Но ако јас нешто побарам од тебе, знај дека имам причина за тоа. Во ред, тетка Меријам, нема да ми се случи. Луѓето кај да ќе седнат на маса да јадат, Фатма. Време ли беше сега да се изгубиш? Ти остави, јас ќе направам. Ипек, додека јас овие ги печам, ти оди да видиш дали некој се симнал. Девојки, не разбрав зашто сакате да знаете што зборував со таткови. Сакаме да знаеме што се случи с ношти, колку што те познаваме тебе, ти сигурно си зборувала со татко ми. Те молам, бабо, ќе ни кажеш ли веќе? Керко, никако да разберам што сакате да дознаете. Обичен разговор беше. Не се прави дека не разбираш, баба. Што зборувавте за Несрин ли зборувавте? Тоа сакаме да знаеме. Веднаш тоа да го прашавте да не вртевте одоколу. Не зборував за Несрин со таткови. Не е добро да се зборува додека не дознаам што е. Има ли потреба да ја пикнеме Несрин во мислите на таткови? Деца, бидете малку паметни. Ако на таткови му речеме дали Несрин влезе во твојата соба со нокница, со тоа ќе го натираме да мисли на Несрин. А колку што разбрав, вие не ја сакате таа девојка. Не е во сакањето проблем, бабо, таа постојано прави проблеми. А татко ви вели дека таа моја, ама не ти ја брани, така ли? Видете вамо, не зборувајте против неа пред таткови и не му ги кажувајте нејзините грешки. Тој без да примети, се обидува да ја брани. Значи што и да правиме, скришно и подмолно правиме, велиш? Молчи, девојко, јас така ли реков? Немој да измислуваш. Паметна жена. И многу итра. Јас ќе одам мајка ми да ја видам. Изгледа вчера многу лошо се скара. Не е во незината соба, види во салонот, таму е. Надвор ли ја помина ноќта? Мамо, тоа е твоја куќа, како тој може да ти сврли надвор? Во ред, ти не можеш да средиш работава, затоа јас ќе средам. Веднаш ќе повикам полиција. Мамо, морам да затворам. Имаш ли проблем со мајка ти? Нешто што може да се реши, господјо. Изгледа е изфрлена на улица тоа, како ти ќе го средиш? Добро утро, баба. Добро утро, синко. Ипек, само момент. Остави ги работите тука и веднаш оди кај мајка ти. Нема проблем, можам и подоцна да одам. Нели сакаш да одиш? Ќе ја побарам наскоро. Колку безчувствителна девојка. Мајка е очигледно има мака, а нејзе не е ни грижа. Самата ли го кажа тоа? Не, слушнав кога зборуваше по телефон. Да не чекаме да добиваме информација од сестрата. Не знаеме, можеби жената нема да се сети на ништо. Да побараме по други патишта. Мамо? Господине Сели, морам да затворам. Ќе ве побарам подоцна. А, да не затвореше? Не, и така ќе затворев, истражувавме нешто за една жена што се засолни во здруженијето. Јас туку што ќе излегува во градината на појадок. Малку задоцневме денес на појадок. Добро што никој не брза на работа. Мамо, сношти јас и Туба се загриживме за тебе, добро ли си? Се разбира, добро сум, многу добро. Смири се, ќе ја урнеш куќата. Мехмет ли те пушти внатре? Немаше проблем, бидејќи сум ти роднина, нели? Јас ке ти се јавев, така рековме. Не можев да дочекам, но што да правам? Сакав да дојдам и да те видам. И се надевам нема да ти одбијат од плата за ова. Ама не верувам дека било кој може да се лути на невина девојка како тебе, нели? Джунет, што правиш, ке дојде некој?
Воопшто не ти недостигав? Може ли да не ми недостигаш Не секако? лажи, престани. Секоја ноќ мислев на тебе. И се заколнав дека ќе ти се одмазнам за неправдата што ми ја нанесе. Нешто сакавте ли, господје Султан? Дојдов лекот да си го земам. Застани, Керко. Јас ке го земам, ти гледај си ја работата. Овие зошто се на земја? Јас погрешка ги испуштив од рака. Се извинувам. Веднаш собери ги. Секако. Ти што си му на хикмет, сине? Вака... Тој ми е вујко мене, само се немавме видено многу долго време, знаете. Джунет, што се обидуваш ти да направиш? Јас не се обидувам ништо. Толку е убаво да те гледам како се препотуваш од страф, уште и изразот на твоето лице кога ќе го видам, кога не знаеш што ќе кажам, ме прави посебно среќен. Джунет, оваа работа на вистина ни треба и мене и на мајка ми. Нема каде да престојуваме инаку како ни избркаат од тука. И мене ми требаше некој да ја гледа мајка ми. Ама поради тебе влегов во затвор. Тебе ти падна жал за мене? Во ред, да излеземе во градината да зборуваме. Или да земам дозвола да одиме на брегот. Во ред? Во ред може. Ама немој да се обидуваш да ме избегаш. И онака сега ја знам куќата, можем да влезам кога и да посакам, немам проблем овде, нели? Ако не дојдеш, ќе дојдам овде и ќе те посрамотам. Се разбравме? Ајде се гледаме. А да и... немој да доцниш. Ајше е ова. Каде и да оди, на крај мора дома да си дојде куќето како што предпоставив. Телефонот е дома. Како не се сетив мајката, може да е. Може во кујната е. Отвори ја вратата, Хазим, отвори! Отвори, ти велам, инаку ќе викнам полиција! Што сакаше Несрин вчера да каже кога рече господинот Керим не е добра? Мислам дека Несрин претерала, татко ти е добар. Рече дека слушнала гласови, но мислиш дека лаже? Може би бил заедно со Синан. Јас видов од прозорецот Синан сношти многу касно дојде. Господја Султан ги чека сите на поедок, господја Селда. Да не оставиме да чека, знаете дека по појадокот зема лекови. Мерием, кажи на Несрин по појадокот да дојде во мојата суба. Секако дека ќе кажам, господја Селда.
Селда, Јас сум Несрин. Јас дојдов да ве прашам дали имате некаква потреба. не треба дури ни да помислам на тоа. Тоа ми е аманет од Хикмет. Што ти стана тебе? Добро ли си? Добро сум. А зошто тогаш постојано се шеташ наоколу? Мамо? Не, јас сум Хазим. Сакав да те побарам, може би ти недостасував. Никаквец еден. Сите срамоти што ги направи до денес ги трпев само поради мајка ми. Но од сега натака нема да биде така. Ќе ја напуштиш и таа куќа и тоа мало, јасно ти е? Како ќе направиш таа работа? Прво јас ќе поднесам тужба против тебе. Ќе ги раскажам сите срамоти што ги направи. Сега ќе се оцелиш од таа куќа и ќе ја сместиш мајка ми таму. Нема да ја примам таа мајка ти дома додека ти не дојдеш тука. Полека, полека, застани, што правиш? Полека, малку полека. И така работиш за 5 пари, уште и за нов телефон ли ќе дадеш пари? Во ред, смири се. Со кого разговараше? Мажот на мајка ми. Твојот очув ли? Тој не ми е ништо. Тој не ми е татко по никаква основа на мене. Во ред, душо, смири се. Што се случило, нешто ли направил на мајка ти? Овие палачинки се изгледа награда за доцното појадување, тето. Деца, пред малку ја слушнав Ипек кога разговараше со мајка й. Жената очигледно има проблем. И реков на девојката да појде таму, но таа не прифати. Мерием, тебе ти кажа ли нешто? Не, госпоѓо Селда. Не ја засегнало па да каже. Не е поради незасегнатост. Најверојатно не отишла од страв, госпоѓо Султан. Што значи тоа? Не раскажува многу, но колку што знам има многу лош очув. За кого зборувате вие? За Ипек. Што се случи, има проблеми со очувот или што е работата? Пред малку многу бесно разговараше со мајка и на телефон, велеше зарем ја мина ноќта на улица, тоа е наша куќа. Значи човекот ја истерал мајка и на улица. Мерием, ќе ја повикаш Ипек да дојде овде, те молам? Секако. Поздрав. Добар ден. Акив го нема? Не, одамна сме овде, ама го нема. Не сум го видел. Ало, Хандан? Да, кажете ми кога и каде и јас ќе дојдам. Добро, чао. Што ќе правам сега јас? Како ќе му кажам на татко ми дека ми стирале?
Зошто плачеш? Вчера покрај тој човек многу беше арогантна ти. Остави ме, молам, остави ме. Да видиш. Да видиш. Слушай, мамо, тоа. Со кое лице ти му кажуваш на тој човек кој сум јас, а? Што мислиш ти? Да видиш. Што и направи на девојката, а? Никак вецеден, што и направи? Зейнеп! 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 Море, ѓубре! Зейнеп, што ти се случи? Ипек, ќерко, да нема некаков проблем со мајка ти. Ако сакаш, можеш да ни кажеш, можеби можеме да ти помогнеме. Твојот очув ли е проблемот, ќерко? Синоќ ја истерал мајка ме на улица. Таа преспала кај соседите. Но за сега добро е. Сакаш да викнам полиција или сакаш некој од обезбедувањето на фирмата? На вистина нема потреба. Вчера, кога си отишол од дома, мајка ми се вратила. Неколку дена нема да си дојде дома. Види, ќерко, ако сакаш да не вмешуваш нас, погрешно ќе направиш. Нека не се мачи женичката попуста, нели? Само бедни мажи применуваат насилство врз жените. А до сега сум видел дека таквите многу лесно се заплашуваат. Како и да е. Ако ти велиш дека нема проблем, тогаш... Нема, господина. Во ред, ќерко. Зошто не сакаше помош сега девојкава? Многу е наивна. На здравје. Благодарам, Али. Зошто не побара помош? Види да разговараше додека и Али тука. Не, сакаше само јас да одам. Тето Мерием, ова е мој проблем и на мајка ми, не треба други да се мешаат. Дали воопшто ти мислиш дека можеш нешто сама да направиш? Тето Мерием, дали ќе добиам дозвола? Те молам, не оди таму сама, очигледно е дека човекот е многу опасен. Те молам, тето Мерием, ако ти не ми дадеш дозвола, ќе побарам од госпоѓа Селда. Разбрав. Нема да ме послушаш, во ред. Оди, ајде оди. Господја Мерием, јас од вас барам 1 до 2 часа дозвола, воопшто не побарав дозволот како дојдов. Во ред, Фатма, излези. Но види, и Ипек излегува, кажи на Несрин да остане дома. Во ред ќе ја кажам. А, Фатма, да не заборавам. Несрин по појадокот нека оди во собата на господјата Селда, ќе разговарале. Аман, господе, повторно ќе префралот нешто на керка ми, нели? Уф.
Што е работата? Брат, не прашувај. Во тешка состојба е, мора во болница. Качувај се, ајде. Така ли се носи? Немам ни пари, не понесов ништо од дома. Абе, ајде, качувај се, не ти бара пари, Благодарам, ајде. да си жив. Зошто дојдовме сега тука? Затоа што во куќава од секаде излегува по некој. Јас отидов. Застани, каде ќе Ќе одиш? одам да го посетам гробот на татко ти, Керко. Колку време веќе немав прилика во оваа цела мешаница. Денес било пишано, ќе одам, но умот кај тебе ќе ми остане. Зошто? Има ли зошто, Керко? Госпоѓа Селда повторно сака да зборува со тебе. Моли се, ајде да не биде ништо лошо. Аман, душо, што може да биде? Ке рече пак си шетела наоколу с ношти. Освен тоа не направив ништо лошо. И Али е сведок. Али ли? Да. Јас намерно не кажав дека сум го видела. Немаше никој дома, јас си уживав во салонот. Потоа слушнав гласови и кога погледнав, го видов Али како го носи Керим. Човекот очигледно беше пијан, а Али му помагаше. Керко, полудели. Зошто не кажуваш дека Али го донесе господинот Керим? Затоа што сакав да не ми поверуваат и да ме нападнат. Така кога немаше да ми поверуваат, уште повеќе ќе му го привлече вниманието на Керим. Добро, зошто? Кога ќе поверуваат дека сум го завела Керим и ќе ме нападнат, ќе средам Керим да го слушне тоа. Така, мојата невинност уште повеќе ќе се зголеми во очите на Керим. Ке видиш. Ама остави. Зошто те засега тоа што сакаат нека прават? Мамо, не обвинија за крадење и не омаловажуваа цело време. И тоа го направија свесни дека имаат животен долг кон татко ми. Особено таа Селда. Нема да се смирам додека не и го уништам животот. Мамо, молам? Хазим си отиде од дома. Јас дојдов дома. Не мораш да доаѓаш. Мамо, ако си дома, зошто ми се јавуваш од друг телефон? Не знам ни каквецот што стори со мојот телефон. Ми рече Господ да те казни. Јас си одам и нема да се вратам неколку дена. Затоа не доаѓај. И така јас со тетка ти Хасибе ќе одам во паркот. Ќе седам малку на чист воздух. Мамо, јас сега излегов натаму доаѓам. Не, Керко, немој да доаѓаш. Викенд е. Сигурно ќе им требаш дома. Ме разбираш ли? Не ја ризикуве работата. Ајде, ме чекаат соседите, затворам. Ипек? Дали одиш? Ке одев, но ми рече да не одам. Ако имаш дилема, не ја слушај и оди. И да сакам да одам, не можам затоа што ќе излезе со соседите. Се шегуваш ти? Што има толку за чудење? И што знам, жена која што току се расправала со мажот веднаш да излезе на шетање. Мене тоа ми е чудно. Мене не ми е чудно. Затоа што имаат потреба барем на час или два да ги заборават понижувањето, мачењето и тепањето што ги доживеале. Јас ќе влезам внатре. Ипек, знам дека не сакаш никој да ти се меша во семејните проблеми, но не е срамота да побораш помош. Барањето помош не те покажува како безпомошна да си знаеш. Сигурно ќе дојде затоа што мајки ја остана на улица. Ај, што се случува, бе? Дечиштана од малоно. Море, дечишта! Не најдовте ли друго место за играње, бе? Ќе најдам кој сте. Вашите родители сигурно ќе го платат ова.
Ти, кого од чија куќа тераш, а? Нели ти реков дека ова е моја куќа? Џунејд, види. Многу ми е жал. Тоа што го сторив навистина беше погрешно. Барем знам дека навистина не ти е жал, не срем ворета. Џунејд, јас навистина бев многу исплашена. По смртта на татко ми животот ми се преврати наопаку. Скоро на тоа Джем не истера од дома, не можев да замислам уште и да ме затворат. Што ќе правеше мајка ми? Камо да беше можно? Поради само еден Гердан ми го уништи животот, свесна си? Сите ме обележија како крадец, никој не ми дава работа, каде и да отидам не ме примаат. Јас не можам да преминам преку тоа, не можам да преминам преку тоа како ти ме остави и си отиде кога јас бев толку многу влюбен во тебе, не разбирам. Џунејд, многу бев исплашена, нели ме разбираш? Ако го извадев Герданот за да го вратам... Замолчи веќе, престани! Се плашиш дека луѓето од таа куќа ќе дознаат вистината, така? Целата се тресеш дека ќе дознаат како ти си го земала тој Гердан и се плашиш дека си соучесник во мојата кражба, така од тоа се плашиш, тоа ти е проблемот тебе. Џунејд, те молам, ќе се смириш ли малку? Не разбираш ли дека бев навистина исплашена? Да дознае татко ми Джем ќе ме убие, а види... Јас... Се уште имам чувства за тебе, Џунејд мој. Многу ми недостигаш. Ако јас ти недостасував, барем еднаш ќе ме посветаш. Зарем мислиш дека не дојдов? Се разбира дека дојдов. Ама не ме пуштија внатре. Не ми се верува дека сакаш да ме направиш соучесник. Јас ниту сум видела, ниту сум чула за Гердан. Сите во таа куќа во која што работиш ќе ја дознаат вистината колку си расипана личност. Секој ден малку по малку ќе умираш кога ќе одам да им ја кажувам вистината. Ќе се плашиш од мене, дали сум јасен? Каков човек си бе, проклета да си. Бидејќи пред другите не каже ништо, има нешто во врска со фирмата, така ли? Не, Чичко. Ова требаше да ти го дадам. Ти благодарам што не ми го даде пред децата. Немаше да биде добро да знаат дека сум претерал со алкохолот. Наскоро ќе го донесат автомобилот. Ти благодарам. Не сум како порано, али стресот од работата понекогаш премногу ми доаѓа. Велиш, не сум како порано, Чичко, но со едно шише виски стоиш на нозе. Јас да сум по 2 чаши ќе се превртев. Ама знаеш дека не е убаво, нели? Посебно што беше во фирмата, затоа што озборувањето бргу се шири во фирмите. Никој немаше освен нас и обезбедувањето, Чичко. Ако слушнам макар еден збор за ова, тие од обезбедувањето ќе ми положат испит, но нема да го направат тоа, Чичко, знаеш дека сите се професионалци. Кога беше приемот на господин Фарук, Чичко? Го одложив за другата недела, ќе дојдеш, нели? Не знам, ќе видиме, Чичко. Јас да свртам некој кругче со синон па да си одам. Може? Добро би било. И што повеќе вежба пред да земе дозволата, мислам дека толку подобро. Тој веќе знае да вози, но, како што рече, добро би било малку да повежба. Патем, вчера немавме прилика да зборуваме, Чичко. Отидов во малото на Нестрини, разговарав со Акив. Човекот очигледно е никаквец. Дури јас кога отидов, малтретираше една девојка на среде улица. Седнавме во кафулето и позборувавме. Поточно јас се обидував да зборувам, но тој најупорно велеше дека сака со тебе да зборува. Зошто? Не знам. Јас немам работа со такви никаквеци, али погрижи се да се држи подалеку и од куќава и од фирмава, те молам. Повторуваше дека има нешто да ти каже. Во ред нека ти каже тебе што има да ти каже. Во ред, Чичко. Се гледаме, ајде. Се гледаме. Здраво. Здраво. Каде е Селда? Во својата соба. Ти благодарам, Керко. Ипек? Тета Миријам рече дека си излезена? Мајка ми не сакаше да одам и се вратив.
Не сакала да влезеш во напната атмосфера. Емине, ја немаш и јас ништо не јадев. Кажи и намерием нешто да ми подготви да јадам. Готвењето е задоволство. Кога веќе ја немало Емине, ти да сготвеше нешто. Тето, ти обично не седиш дома за викенди заедно нека? Душо, имав една средба, но во последен момент се откажа. Работа ли бараш? Не барам работа. Ке помогнев некому кому му треба работа, но се случи нешто и не дојде. Пардон. Акив уште не е тука, нели? Не бе, се уште не дојде. А Илија нека и пред малку праша. Кажете му на нечесникот дека тој нема да се спаси. Што сторил бе? Не се бидува човек со тоа што цел ден шета и малтретира секого. Зенеп среде улица на смрт ја претепа. Едва ја однесов во болница. Што измислуваш, бе, ти Акив не би направил такво нешто? Не измислувам, бе. Со своји очи видов, ти велам. Знаејќи каков тип е Акив, ќе ми го браниш? Одам кај семејството на девојката. Нека се моли да не ја најдат потрес на мозокот. Мораме да избркаме таа девојка од домот, ето Мирјам. Како ќе го сториме тоа? Не знам, мора да најдеме начин. Јас ти реков да ја држиш подалеку од татко ми, тето Мирјам. Јас што можам да сторам, Туба? Мене ми рекоа да одам кај тетката, што да сторев? Да не ли отидев? Сношти ја вида, нели? Тргнала полугола да оди кај татко ми. Никој не ми верува, но таа девојка сака нешто лошо да направи. Дури мајка ми не ми верува, но многу ќе се покае. И мене не ми е веројатно. Ама вие што чекате? Да не чекате да ја видите несрем во креветот на татко ми? Господ да чува, какви се тие зборови, Туба. А, татко ти не би направил такво нешто. Добро, вие не верувајте, тето Миријам, добро? Зошто се откажа, Синан? Остави ба тоа, и така возењето не е проблем за мене, ама колку пати сум возел сам тука, леле. Немој уште еднаш да си направил такво нешто. Ама воопшто немав проблеми. Види, ќе ти се случи нешто кога најмалку ќе се надеваш. Со сообраќајот нема играчка. Не се грижи, јас нема да си навлечам билја на глава. А инаку, ќе одиме на саем за автомобили со другарите, сакаш да дојдеш со нас? Не, благодарам, имам нешто друго договорено. Добро, тогаш се гледаме подоцна. Али? Берен? Нема ли да влезеш внатре? Баба ми те чека да се напиете кафе. Отворено ќе разговарам со тебе, Несрин. Госпоѓа Селда, ако сакате да зборувате за синоќа, јас навистина не се шедам намерно така облечена. Сакав, криејќи се, да видам што се случува, ама кога го видов господинот Керим како тешко се качува по скалите, многу се загрижив. Нема да ти приговарам за облеката од синоќа. Сакам нешто друго да ти кажам. Повелете, господине Селим. Господјо Селда, после разговорот со вас, јас зборував со медицинската сестра. Ние воопшто не се сетивме на тоа. Сакав отворено да зборувам, мислејќи дека мајка ќе ни каже нешто за минатото. Кажа ли нешто? За жал, јас ништо не дознав за минатото. Ама имам една друга вест за вас. Само не е баш многу добра. Семејството ќе ја извадело медицинската сестра од домот и секако ако потоа биде дома, не ќе можеме често да ја посетуваме. Зошто? Па ми рекоа дека трошоците за нега во домот биле големи. Господине Селим, јас ќе ве побарам подоцна, ќе разговараме. Наблюдувај го Синан, Берен. Колку што разбрав, скричум го вози автомобилот. Тоа е невозможно, мајка ми не би му дозволила. Самиот ми кажа. Рече возам по околината. Не може тука да вози, треба да излезе со автомобилот, Мехмед веднаш би јавил. Види, сите не следат, тоа би требало да го знаеш, мислам дека, нели? Синан често им бегал на луѓето. Мислам дека е лага тоа што рече дека вози во околината.
Веројатно ги вози автомобилите на пријателите. Види го ти него. Значи затоа рече дека не сака да го следат. Јас пак зборував со татко ми. Зошто? Повеќе нема причина да бидеме следени, али? Јас и Туба никако не сакаме да бидеме следени. Ке зборувам со татко ми во најскоро време. Ти не грижи се, ке зборувам и со сина, нема да има потреба и тој да биде следен. Во ред? Не може, Берен. Се уште постои сериозна опасност. И јас се уште не открив каква врска има Назим со оваа работа. Како и да е, јас веќе треба да си одам. Поздравија баба ти од мене. Камо да останеше? Јас многу би сакал, ама... Нема да останеш секако, ке се најдете со Шуле, нели? Не, нема да се најдам со никого. Човек некогаш може да биде и сам, нели? И што ќе правиш тогаш? Ќе одам по риба. Нели е доцна да се оди по риба? Ако мене ми се оди и ќе одам. Ќе седам на брегот и така напразно ќе чекам да се закачи некоја риба на јадицата. Дојди и ти ако сакаш. Навистина ли? Во ред, тогаш само да се пресоблечам и ќе дојдам. Ќе ме почекаш, нели? Во ред, те чекам тука. Нели и така целта ни е да го потрошиме времето на празно? Ало, Шуле. Вечерва ми излезе една работа. Многу ожеднев. Ќе ви дадам вода. Ти благодарам. Се сеќавате ли како се викате и каде сте? Секако се сеќавам. Не сум сенилна. И јас бев сестра како тебе. Тука е старечки дом во кој ме остави ќерка ми. Господјо Нериман, една жена дојде да ве види. Кој? Пред многу години сте замениле некои деца, затоа сака да зборува со вас. Да, не е таа кутрата жена. Повторно ли го бара синот? Сте дале машко дете и сте земале девојче, точно ли е? Да. Подоцна, неколку пати дојде, отиде. Се покајала за тоа што го направи. Но од кога се пензионирав, повеќе не ја видов. Знаете ли каде живее? Живее на Паша Бахче. Кој е тоа? Полиција, имаме тужба против вас. Имаме тужба против вас. Обвинета сте за обид за убиство на вашиот сопруг. Ви реков и порано, госпоѓа Селда. Тој Гердан е мој. Немој да лажеш, Несрин. Знам дека тој Гердан не е твој. Тоа го дознав од многу сигурен извор. Ми кажа некој од твоето старо мало. Сакаш да присвојуваш нешто што не е твое. А тоа се вика кражба.